Министре, јас сум фрапирана од вашиот одговор. Ја не ве прашав за општините. Ја ве прашав за државниот испитен центар. Нема врска општините со државниот испитен центар. Правите ли вие состаноци со сите органи во состав на Министерството? Знаете ли кои се надлежностите на државниот испитен центар? Членот 8 од истоимениот закон ви го прочитав. Значи, велите дека нема да доцнат, не само што доцнат, туку нема ниту обуки, нема ниту испити. Не, прашајте си таму, па ве молам, имавте протест пред државен испитен центар, вие за тоа не знаете? Лицата кои што сакаат да полагаат испит за директор, немаат започнато ниту со обуки. Ако не ве информира директорката, ако имате проблем таму во коалиционото делување, тоа е ваш проблем. Јас сум пратеник, мене треба конкретно да ми одговорите. Во Законот за државниот испитен центар, тоа си е континуирано, се формираат група од 10 луѓе кои што сакаат да полагаат, плаќаат по 500 евра, она не смее тоа да го прави, дали се разбирам? Она не смее тоа да го прави, треба да има одговорност согласно законското решение. А она не само што го прави тоа, туку ниту закажала обуки, ниту закажала испити. Мислам, и како да не помислиме дека тоа е, не знам, партиски, а не смее да биде. Јас не се сеќавам некогаш да имало еден таков застој во една институција која што е орган во состав на Министерството. Прашајте си убаво што работи таа директорка, кои се надлежностите, прочитајте си ги убаво во законот и еве јас ли треба да ви кажам тука од пратенички прашања дека веќе со не знам, месеци, може би година нема ниту обуки, ниту испит на овој за директор. Па ги гледавте ли луѓето што протестира пред државниот испитен центар? Што сакате да кажете? Тие над 100 луѓе измислуваат нешто, нема врска тоа со општините, ве молам, тоа е за трансформација на работен однос. Тоа нема никаква врска со прашањето што ви го поставив. Тоа нема никаква, апсолутно никаква допирна точка. Не сум задоволна од вашиот одговор и ќе ве замолам уште денеска да реагирате до таму, до државниот испитен центар. Вие сте надлежен по тоа прашање, какото стотици граѓани треба да полагаат затоа што платиле сопствени средства, а тие средства се дополнителни средства на државниот испитен центар, кој што пак е втора линија финансиска на Бирото за развој на образование. Требало да